Вести на Канал 8. Добар ден. Комуналното јавно предпријатие Водовод пред Советот на општина Кучани го достави планот за вработување за 2018 година, што требало да се усвои уште лани. Бројот на лицата наведен во документот беше повод за жестока едночасовна дискусија, во која советниците ги спротивставија ставовите која власт колку вработувања реализирала. Разгледувањето на годишниот план за вработување во комуналното предпријатие Водовод за 2018 година уште на самиот старт ја загреа атмосферата на седницата на Советот на општина Кочани. Законската обврска според која советниците треба да дадат согласност за документот, што потоа треба да биде доставен во Министерството за информатичко општество и администрација, на моменти предизвикуваше дискусии на повисок тон. А главната поента беше дали се потребни нови вработувања и која локална власт колку работници ангажирала. Во 2009 година, кога се смени власта во комуналното јавно предпријатие, беа затекнати 257 вработени. Моменталната состојба е 208, значи повеќе години се работеше на намалувањето на вработените, за да сега за неколку месеци од вашето владење истите ги зголемите на повеќе од 2009 што било, значи 267. Значи на крајот од годината треба да имаме 267 вработени. Значи за разлика од владењето на ВМРО ДПМН, сакаме да поставиме еден нов систем, нов начин на владење, во кој што најважно или пред се би било транспарентноста пред граѓаните, отчетноста пред граѓаните, меѓутоа не фиктивна, туку вистинска. И затоа убаво спомнавте дека планот треба да се донесе до 31 март за следната година. Јас ќе ве прашам дали воопшто има донесено план за вработување во комуналното јавно предпријатие во последните 8 години. Не, затоа што тоа е единствено дискреционо право на директорот на комуналното јавно предпријатие. Ние нема така да работиме. Значи мора да донесеме план, граѓаните треба да се запознаети дали ќе има нови вработувања и колку ќе бидат тие нови вработувања во општинската администрација и во локалната самоуправа, меѓутоа и во комуналното јавно предпријатие. Мораме да кажеме, вие го осудувавте претходното раководство и работењето на градоначалникот дека биле превработени. Само да ви кажам за информација, тоа го каже и колешката Снежана. Од 2009 година имало 260 и не знам колку вработени, ние стигнавме до 230 вработени. Со тоа што, за разлика од сега ова што се прави, значи планот мора да знаат граѓаните. Во ова, повеќе од 80-90% станува збор за вработување на лица во администрација. Таа превработеност знаете кого ќе оштети? Ќе ве оштети и мене, и вас, и граѓаните, и сите. И наместо да се смири, дискусијата уште повеќе се вжешти, со барање до објаснување зошто досега немало транспарентност во вработувањето во Водовод. Колку пати, бидејќи бевте и вие бевте советник во претходниот мандат, сме го гласале планот за вработување. Ќе ве потсетам, ниту еднаш до Советот на општина Кочани нема доставено план за вработување. Значи ниту еднаш. Ова е прв пат од страна на комуналното јавно предпријатие да биде доставен план за вработување. Претходно немаме доставувано план за вработување. Дали ќе побарате одговорност од претходниот директор зошто не ни е доставувано план за вработување? Ние, ако се сеќавате, успеавме 30 луѓе кои што работеа, значи имаше оглас за луѓе со средна стручна спрема од 8 оделение до 4 година вработивме. Луѓе во зеленило, значи луѓе кои што се потребни за текомни работи кои што треба да работат. Згриживме луѓе кои што 11 години нема решение. Ако денеска работат 208 вработени, а 2009 работеле 257 вработени, а се планира за 2018 да имаме 267 вработени. Дали овој план ќе биде остварен за 2018, дека на крајот на годината ќе имаме 267 вработени во јавното комунално предпријатие и да ми, ако може директорот е тука присутен да ми одговори, и колку ќе имаме вработени со договор на дело. Известно разјаснување на состојбата дојде откако се појави дилемата за доцнењето во носењето на планот за вработување во годината што веќе е започната. Го прашувам директорот на комуналното јавно предпријатие зошто сега го носиме планот за вработување за 2018, зошто не е донесен претходната година? Овој план кој го имате добиено, можете да видите дека датум на подготовка е 31.3.2017 година. Значи, овој план е од претходното раководство во комуналното јавно предпријатие. Оваа бројка од 208 е од тогашната дата кога е изготвуван планот
И овие вработувања, 56 нови се од тогаш, имаме направено интервенција во делот на преместување, интерни преместувања, кај што е бројката од 36 луѓе, во делот кај што ги опфаќа со проектот за пречистителната станица за отпадни води, и во тој дел е направено само планирано преместување во делот на институционалниот дел. Во делот на техничкиот дел од проектот се уште не е офатено во овој план и тоа ќе го направиме со планот за 2019 година, кој ќе го поднесеме до март оваа година. Киров одговори и на прашањето за бројот на вработени во предпријатието во моментот. Моментална бројка вработени во водовод се 235 луѓе и моментално времени вработени 39 преку Агенција за временно вработување. Ова е само план, значи ова не е нешто облигаторно, значи од ова може да се оствари и во целост, а може да не се оствари и воопшто 0% да имаме реализација. Киров додаде дека не знае поради кои причини претходниот совет не го усвоил планот за 2018 што бил донесен лани во март, иако имало обврска до Министерството за информатичко општество да се достават податоците. Исто така да објасни дека ако овој план не се достави во бараниот рок, не ќе може да се усвои ни планот за 2019 година. На крајот од расправата, со мнозинство гласови, планот за вработување за оваа година во водовод беше изгласан. Градоначалниците од Источна Македонија ќе разменат искуства за управување на заштитени подрачја од своите колеги во југозападна Бугарија. 11 градоначалници од Источниот плански регион, представници од Министерството за животна средина и просторно планирање, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од јавното претпријатие Македонски шуми, како и представници од Центарот за развој на Источниот плански регион, од 25 до 27 јануари ќе ги посетат парковите на природата Беласица и Рилски манастир, како и градоначалниците на Петрич и Благоевград од Република Бугарија. Целта е да разменат искуства во однос на управувањето со заштитените подрачја. Студиската посета ја организира програмата за зачувување на природата во Македонија, со цел клучните чинители од Источниот плански регион да се запознаат подетално со начините на кои се управува со заштитени подрачја со различни категории на заштита. Во оваа прилика, нашите градоначалници директно од своите бугарски колеги ќе имаат можност да слушнат за предизвиците и придобивките со управувањето со заштитени подрачја, за управувачките структури, како и за искуствата на локалното население што живее во парковите. Размената на вакви искуства ќе биде од особено значење во процесот на прогласување на нови заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница. Во регионот на Благоевград и општина Петрич постојат различни категории заштитени подрачја кои што одговараат на предложените подрачја за заштита во Источниот плански регион. Паркот на природата Беласица е прогласен во 2007 година и е познат по зголемениот број активности за промоција на природните и културните вредности во регионот. На средбите со градоначалниците од Бугарија се очекува да се дискутира и околу придобивките, предизвиците за развој на рурален туризам, како и за можноста за користење дополнителни фондови, кои ги зголемуваат економските придобивки на населението. Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Една од клучните цели на програмата е подобрување на состојбата со природните вредности во сливот на реката Брегалница, преку воспоставување заштитени подрачја и други активности. Координатор на програмата е Фармахем Скопје, стратешки партнер е Центарот за развој на Источниот плански регион, а спроведувач на активностите е Македонското еколошко друштво. Кочани меѓу општините со добар процент на решени барања за легализација на бесправно изградени објекти. Решени се повеќе од половина од поднесените барања до рокот во 2011 година. Нови барања може да се поднесуваат до 31 декември 2018 година, а одбиените поради некомплетна документација нови барања може да поднесуваат до 30 јуни 2018 година. Општина Кочани решила повеќе од 50% од поднесените барања за легализација на бесправно изградените објекти. Од поднесените скоро 6000 барања за легализација во првиот рок до 1 септември 2011 година, решени се близу 4000, велат од секторот за урбанизам во општина Кочани. Според законот за бесправно изградени објекти, до
со поднесените први барања во 2011 година беа поднесени 5988 барања, од кои решени се до сега 2900, а нерешени се 2088. Од разгледаните барања одбиени се 48 поради неисполнување на услови или некомплетна документација. По вториот рок за продолжување, кој беше до 31 март 2016 година, се поднесени нови 1603 барања, решени се 580, нерешени 1023, а едно одбиено пак поради неисполнување на условите за легализација. И на минатата година владата го продолжи рокот за легализација на девоградбите. Од 1 јануари граѓаните кои досега не поднеле барање ќе може да ја отпочнат постапката за оние што биле во процедура или одбиени нови 6 месеци да ги обезбедат потребните документи и да ја стартуваат процедурата. Условите за легализација остануваат исти. Објектите мора да бидат изградени до 3 март 2011 година. Сега со новиот закон за продолжување на барањата за легализација на бесправно изградени објекти, значи барања може да се поднесува до 31 декември 2018, значи до крајот на годината. За нови барања зборам, додека за оние кои се одбиени барањата може да ги поднесуваат нови барања на тие одбиени со нови докази до 6 месец, 30 јуни 2018. Што се однесува само за барањата кои се одбиени во претходно поднесените барања, додека нови барања може да се поднесуваат до крајот на оваа година, до крајот на 2018. При поднесувањето на барањето, општина Кочани апелира истото да е комплетно, односно да ги содржи сите потребни докази и тоа: геодетски елаборат, сметка за струја и вода пред 3 март 2011 година или изјава дадена кај нотар дека објектот е изграден и функционален пред 3 март 2011 година, копија од лична карта или извод од централен регистар и доказ за платена административна такса во вредност од 300 денари. Новите измени на Законот за извршување одат во прилог на граѓаните. Извршителите се на мислење дека ќе се намалат трошоците на должниците. Со новите законски мерки за извршување, извршителите сметаат дека треба да се поедностави процесот со цел намалување на трошоците на граѓаните и правните лица. При одредување на тарифата за извршителите, владата треба да има предвид дека до пристигнувањето на предметот за извршување веќе има 5 акумулирани ставки: главен долг, камата на главниот долг, трошоци за нотар, камата на истите и адвокатски трошоци. Дури на крај доаѓаат трошоците за извршување, кои се обременети со разни давачки, согласно нашето законодавство, велат извршителите. Кога зборуваат граѓаните дека за 1000 денари им се наплаќа 10, па дури и 12.000 денари, тоа е, да, вистина е, меѓутоа тие сите средства не завршуваат кај извршителите, тоа се веќе голем дел на акумулирани трошоци. Со оглед на економската состојба, Министерството за правда треба да изнајде начин како да се намалат трошоците кои што ги обременуваат граѓаните и стопанството. Од друга страна, извршителите апелираат до граѓаните за поголема ажурност, односно редовно да се јавуваат на налозите за извршување. Голем дел од доверителите постојано имаат одредени акции, со кои акции ги ослободуваат граѓаните, кои од трошоци, кои од камати на долговите, кои од други побарувања со што им се олеснува начинот на исплата на нивните долгови. Со одлука на Уставниот суд повеќе не се прави дискриминација на комунални предмети и предмети за останати побарувања, туку за сите нив се води една иста извршна постапка, вели Павловска, и додава дека новина е дека извршителите повеќе не се должни да ги опоменуваат граѓаните пред издавање налог за извршување. Врнежите од дожд и снег во изминатите денови повторно предизвикаа помали одрони на патиштата во регионот, посебно кон Делчево, поради што беше отежнато одвивањето на сообраќајот. Во меѓувреме започната и акција за отстранување на карпите и наносите од земја што паднаа на коловозот уште пред неколку години. Тешка градежна механизација започна со расчистување на големите одрони од камења и земја, што повеќе од 2 години стоеја на магистралниот пат А3 на делницата меѓу Исти Бања и Македонска Каменица. Со оглед што оваа сообраќајница е главна врска кон границата со Бугарија и официјално е во фаза на реконструкција, обврската за незино одржување го презеде фирмата Гранит, која е изведувач на работите.
Од предпријатието информираат дека за чистењето на одроните во овој дел била потребна и дополнителна техничка механизација и опрема. Во моментот одроните се чистат машински, а по потреба и ќе се минираат одредени делови, при што можно е да дојде и до повремени застои во сообраќајот на делницата. Планирано е на критичните делови, каде што постојано се појавуваат одроните, да се ставаат така наречени мрежи габиони, со што ќе се превенира натамошното паѓање на карпите. Активностите за отстранување на повеќегодишните одрони ќе подобрат и безбедноста во сообраќајот, со оглед што тие им создаваа големи проблеми на возачите, а беа и опасност за минувачите по овој патен правец. Честите одрони, амортизираната асфалтна основа и слабата сигнализација на патот беа дел од опасностите со кои се соочуваат жителите од општините од источниот регион, но даваа и лоша слика за сите кои што го користат меѓународниот патен правец кон Бугарија. Санацијата на одроните е во рамки на реконструкцијата на патниот правец Кочани-Делчево во должина од 33 км, а со која е опфатено и проширување и санација на мостовите и рехабилитација на асфалтната основа. Реконструкцијата на патниот правец Каменица-Делчево е во завршна фаза, а официјално градежните работи треба да завршат до крајот на ова лето. Изведувач на работите е градежното предпријатие Гранит, а инвеститор е јавното предпријатие за државни патишта. Почна аудицијата за избор на учесници на фестивалот на детска песна Музички бранови. Има голем интерес за учество од страна на учениците, а аудициите се реализираат во училиштата во Кочани и соседните општини. Првата половина на мај е планирано да се одржи 7-миот поред меѓународен детски музички фестивал Музички бранови. За таа цел навреме започна потрагата по талентирани деца и изборот на учесници. Со аудицијата треба да бидат опфатени околу 200 деца од основните училишта од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Јас сум Настасија Богданова, учам во основното училиште Раде Кратовче и сум 4-то одделение. Минатата година на фестивалот Музички бранови земав награда за сценски настап. На фестивалот Музички бранови учествувам веќе 2 години и ова сакам да учествувам и 3-та година, оваа година. Минатите години песните ми беа со брз ритам, а оваа година сакам да ми е со некој балад. Јас се викам Марина Велова и учам во основното училиште Раде Кратовче. Јас оваа година би сакала да учествувам на Музички бранови по прв пат. Досега јас ги слушам песничките од Музички бранови. Јас сакам некоја понежна песна. На фестивалот ќе настапат учесници во 3 категории: од 8 до 10 години, од 11 до 14 години и од 15 до 18 години. Последната категорија е категорија тинејџери, велат организаторите. Учесниците ги проверува комисија составена од професори по музичко образование од училиштата од Кочани. На фестивалот, кој што во Кочани се одржува 7 година поред, се доделуваат награди за најдобра музика, најдобар текст, најдобар аранжман, најдобра изведба и најдобра кореографија. Инаку, пред 4 години фестивалот доби меѓународен карактер со учество на деца од соседните држави. Така е планирано и годинава, која ќе учествуваат околу 15 деца, од кои поголемиот број се од Македонија. Фестивалот од година во година добива на квалитет и квантитет и излегуваат добри детски песни, кои понатаму остануваат слушани. Композициите кои годинава ќе се изведат се веќе во подготовка и се работи на нивниот текст, музика и аранжман. Од пред 2 години за секоја песна почна да се подготвува и боенка со илустрации поврзани со содржината на песните. Најуспешните изведувачи понатаму настапуваат и на фестивалот Еден идол, што по втор пат се одржува во Крушево. И на почетокот од оваа година продолжуваат активностите на извидничкиот одред Ластовица Кочани, што започнаа лани. В петок во трговскиот центар ќе се организира настан, чија главна цел е промовирање на извидничкото движење меѓу младите. Во рамки на проектот Младинско учество преку извидништво, што е подржан од USAID, извидничкиот одред Ластовица од Кочани в петок организира настан за промоција на извидничкото движење и извидничките вештини. Се работи за дружење и забава што ќе се одржи под мотото Младите даваат идеи, а главни промотори ќе бидат извидници од Извидничкиот сојуз на Македонија.
Целна група се децата од основните училишта во Кочани, но на настанот можат да присуствуваат сите заинтересирани граѓани без разлика на возраста. Местото на одржувањето на промоцијата ќе биде во трговскиот центар во Кочани со почеток од 12 часот. Инаку извидничкиот одред Ластовица работи скоро 2 години, а во овој релативно краток период активностите стануваа се поинтензивни. Освен неколкуте работилници и обуки за членовите, одредот веќе беше еднаш и домакин на извидничкиот караван што се реализираше во соработка со Извидничкиот сојуз на Македонија. Главна цел на одредот е пред младите да се представат целите на извидништвото и дел од виштините што се користат при престој во природа. Тоа беше и еден од мотивите минатата година да се организира учество на традиционалните извиднички кампови што се одржуваат во другите градови во државата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.